Ана, Моника и Кристијан, Ракип, Тони, Оливера, Исмаел, Жан. Различни животни приказни и премрежја, што ги спојува едно. По години живење во европските и прекуокеанските држави се вратиле дома. Иако е тешко за верување, сепак има се повеќе такви примери кои на некој начин ја прифатија поканата дека Македонија ги отвара вратите за своите луѓе ширум светот. Една од тие е Ана Дуковска, македонка која по 18 години живот во Соединетите Американски држави годинава се врати во родниот Охрид. Тука е и Далибор Фрутник, кој пак вели дека откако го прошетал цел свет, домот го нашол во Македонија. Иселен како дете во многу мала возраст, по 35 години повторно живее на македонска територија. Национална кампања за стекнување на македонско државјанство за сите македонци по род, родени надвор од државата, не како административна постапка, туку како чин на припадност, на признавање и па и на враќање дома. А денес сум повторно дома, не со цел да бидам товар на државата, туку ресурс. Гледам дека политикиве и иницијативите што се дешаваат се, ја мислам, од масовна вредност за држава, и гледам многу топла иднина во тоа. Само во завршеток ќе кажам дека во Македонија најдов не само така дома, него најспособните, највредните и најдобрите луѓе кои ја у мој живот сум запознал. Многу од македонските повратници веќе отвориле и своји бизниси тука. Велат можност има, само треба одлучност да се вратиме кај што секогаш ќе припаѓаме, а не да се чувствуваме странци. Дојдовме тука, го префрливме нашиот бизнис тука, работиме на развој и регрутација на лидерски кадри. Работиме во моментов со приватниот сектор, компаниите многу топло го прифаќаат тоа, бидејќи нашето согледување, таму бевме рамо до рамо со тие лидерски кадри. Подобри могуćност ми го дадеше тука кај нас, подобри услови и одлучили смо да отвориме фирму кај нас тука у Македонија. И од 2009 отвори смо фирму тука за ПВЦ, столарија и алуминиумот. Од владата со јасна порака. Државата има потреба од секој што заминал, кој со сето свое знаење и искуство ќе се врати дома. Македонија се развива, има место за сите, и за оние што се тука, но и за оние што заминале, порача премиерот Христијан Мицкоски на форумот на повратници. Според него, Македонија веќе не е земја што стои во место. Економијата расте, се инвестира во индустријата, енергетиката и инфраструктурата, а се отвара простор за предприемништво и иновации. Преку вашиот пример денес испраќаме порака до сите наши луѓе, родом од Македонија, ширум светот. Ве разбираме, ве почитуваме и вратите се широко отворени. Не ветуваме лесен пат, но нудиме смисла. Нудиме можност да се биде дел од нешто поголемо. Владата веќе разгледува можности со надлежните институции да ги олесни деноците кон државата на сите кои ќе се вратат, а Мицкоски вети дека ќе сторат секој нареден ден да биде подобар од претходниот.